Јас ќе се држам до процедурата и ќе укажам на процес, тенденција на неизино постојано кршење, најпрво од председателот на собранието, ама оставете. По него и од председателите, некои од председателите на комисиите. Ќе објаснам во духот на парламентарното право, господине, а не на парамилитарно право. Да ве подсетам. Значи, членот 120 од деловникот вели во ставот 4 дека поканата за седница со предлог на дневниот ред и материјалите што ќе се разгледуваат, председателот на работното тело им ги доставува на членовите на работното тело по правило 5 дена пред денот на одржувањето на седницата. Денеска е прв ден. Во итни случаи, седница на работното тело може да се одржи во пократок рок, а дневниот ред може да се достави и на самата седница. Што вели науката за итни случаи, председателе? Значи, итен случај не е она што председателот на собранието ќе го утврди дека е итно, ниту председателот на некоја комисија дека е итно, туку природата на точката што се става на дневен ред. Како се докажува тоа? Со доставен материјал. Еве, јас ве прашувам вас, а бидејќи немам можност да го прашам председателот на собранието, кој наместо прв меѓу еднаквите изигрува овде дека е командант на собранието, да ми кажете зошто овој закон, оваа точка би била итна? Што е тоа што ја прави итна? За да ми докажете дека е итна, требаше да ми го доставите материјалот, односно договорот. Оти само документирано некој, па нека е и председател на собрание и председател на комисија, може да докаже итност. Иначе, ние длабоко пловиме одамна во сферата на дискреционите овластувања на некој кој што сам си кажува што е итно. До вас седи господинот Адеми, ќе остане запаметен како човек кој што, пазете, треба да го брани правото, да го сакате правото, не мене да ме сакате, господине. Оти љубовта кон мене фатална може да биде, ама кон правото треба да си го прочитате Платон, да видите што значи филозофија, што значи љубов кон правото и кон вистината. Значи, карактеристиката што ја изнесовте вчера, дека се работи за закон што не е обемен и не е сложен, апсолутно е планктонска, не платонска, планктонска, плови по површината. Зошто? Бидејќи посложен закон од некој што се однесува на слободите и правата на човекот и граѓанинот, нема. Тие се суштината, заради нив сме ние овде. Значи да, законот кога го читате е можеби кус, не е обемен, ама е неверојатно сложен. За тие слободи и права, господине, генерации гинеле. За социјални и економски права револуции се воделе. За социјални и економски права социјалдемократите војувале. Што стана со овие луѓе? Видете,
колективен член на лабористичката партија на Британија се синдикатите. Во Британија велеле да го укинеме горниот дом и да воведеме дом во кој ќе соработуваат трудот и капиталот. Зошто? Заради слободите и правата на луѓето. Една од најважните фази во човештвото е внесувањето на социјално-економските права од Вајмарскиот устав до денеска, борбата да скратено работно време, битката за одмор е невидена. Значи не постои, председателе, се уште ве почитувам на комисијата вас. Сте го заслужиле тоа и ме збунувате. Ниту една причина за итнос на ова. Не е национален и стратешки интерес. Тоа што ќе рече првиот премиер. Не. Не може да има национален и стратешки интерес што ќе се покрие со активност на приватна фирма, чии акционерско друштво, чие што основна логика е профитот. Граѓаните ви кажуваат дека се работи за нив и дека не можете да ги жртвувате заради вашиот измислен национален и стратешки интерес. Не може градба на патишта, па нека се какви сакаат, да биде нешто што е, како рече поетот, политичко прашање, политички проект. Пазите, инфраструктура, политички проект. Видете, во 2018 истата оваа влада во континуитет, во рамките на Министерството за транспорт и врски донела стратегија. Прочитајте ја стратегијата, па поим никаква врска, никаква заедничка точка нема со она што се случува денеска овде. Вие не можете прво да започнете виртуелно, дури без лопата, ама со шлем на главата, замислете. Погодете кој носи шлем на глава пред видео бим. Без да имате за тоа договор кој што сте го предочиле до пратениците и до сите. Значи, не може денеска да ја закажувате оваа седница, бидејќи ми 5 дена треба најмалку. Не можеше ни господинот вчера да закажува седница. И уште нешто да кажам. Кога има одредби во деловникот од типот ако поинаку не одлучи председателот, знаете ли што значи тоа? Тоа значи во најисклучителни ситуации тоа треба да се примени. Па ние не склучивме, не добивме закана договор во кој што ни велат дека ќе не нападне некој, па да биде итно состанување. Значи, господинот не научи, дури и во вториот мандат, дека треба да абстинира од посегање по вакви точки. Зошто? Зашто компаративното уставно право покажува дека председателите дури не зборуваат на седници, не гласаат, дека се тоа најнеутралните луѓе. Тоа ни го кажаа и нашите колешки и колеги од Рикстагот, а не тие да определуваат така по собствено наоѓање и да речат па не сте го читале како вчера ставот следен кој што мене ми дозволува итно да свикам седница. Ема вам, председателе, вам, еден од најпочитуваните бевте за мене. Не ви личи да го имитирате господинот Талат Џафери. И вие требеше да соберете сила и да речете извинете, ама како јас да ја перцепирам и да ја аргументирам итноста? Утре ли ќе почнете да градите? Пак ли представата ли беше доволна дека се ќе почне? Не е така. Значи, ве молам, бидете вие прв меѓу еднаквите. Таков ние вас ве паметиме. Според тоа, немојте да ја повторувате лекцијата на еден господин кој што никаков афинитет и разбирање за демократијата нема. Од војник демократ не бива, господине. Ама од професор мора да биде.
И јас ве молам уште еднаш да се држите до членот 120. Не смеевте да закажете. Требаше вашиот демократски отпор уште вчера да го манифестирате, дека сте поинакви од тие внатре. Од тој аматерот што го глуми Еди Рама, ама копијата никогаш не е како оригиналот. Никогаш. Тоа што му личи на еден уметник, не му личи на тој човек. Не може тој место сите нас овде и особено место оние на кои се однесуваат ограничувањата на правата, како да сме вназад на почетокот на 19. век. Па знаете вие, во економијата, како вика Рикардо и Смитовците ги јадеа луѓето, а овде политичарите, пратениците. Како може ваков закон, вакви закони да предлагаат пратенички и пратеници? Како може? Кога и не го виделе договорот, зошто тие треба да ги амнестираат оние во владата? Овде требаше да седи некој оттамо и да го објасни националниот и стратешкиот интерес. А не овде да се подпишуваат колешки и колеги затоа што мислат дека е тоа можеби потребен момент за да остане коалицијата. Дури не сакам да им се лутам, ама ова ќе остане забележано. Значи, тоа е мојата процедурална забелешка. Се работи за еден од најсложените закони. Се работи за закон кој што нас ќе не дискредитира во поглед на копенхагенските критериуми. Запомнете, ќе ви ги пишува имињата во следниот извештај. Дали го заборавивте ли коментарот тогаш на Европската комисија за овој национален и стратешки проект? Не, не постојат стратешки партнери за патишта. ЕУ од нас бара надпревар, компетитивност, либерална економија, да избереме најдобар, а не да се колнеме фаталистички во некоја компанија. Јас ништо за компанијата нема да зборувам се уште, меѓутоа имам овде дузина материјали и за изградбата на Косово, и за изградбата во Јужна Кореја, и за покренати постапки, но ќе го оставам Намибија, каде не, во различни проекти. Значи, да не се колнеме во стратешки партнери, оти стратешки е да го изберете најдоброто решение и најефтиното решение. Не го сторивте тоа сите. Синдикатите протестираат надвор, меѓутоа и други ќе протестираат. Умен човек сте, ве молам, знаете дека ние не смееме во правото, некој спомена, има максима не bis in idem, не два пати иста работа. Не може Уставниот суд пак сега да постапува по нешто, пошто веќе постапувал. Кои сме ние да не го почитуваме тоа? И тоа на конкретниот предмет се однесува, не на нешто слично. На што личи тоа? Многу ми е жал, колешки и колеги, зашто социјалната држава, заштитата на социјалните и економските права се карактеристика врзана за битката на социјалдемократите во Германија. Вие се фалите со Роза Луксембург. Да, со право. Меѓутоа, тоа мора да се докаже и да се почитува. Значи, ве молам да се држите до процедурата. Процедурата е прекршена. Јас не знам колку пати од председателот на собранието. Не знам колку пати. Си ја замразев професијата, го искинав парламентарното право што му го подарив. Нему. Ама ова не е парламентарно право. Ова е дискреционо право. Такво нема. И ве молам да ја прекинете седницата, да ја закажете во рокот што е предвиден, да не робувате на квалификацијата на колегата Адеми, да не го продолжите она што не смее да продолжи, што го започна председателот на собранието, зашто тогаш вие ќе бидете
колегата што инспирираше со дискусиите. Колегата кој што упатуваше на литературата со право, велеше дека не сака да се дружи со расколникови. И не треба да се дружите со расколникови, а ако седнете со нив, бидејќи тоа е политиката, јас ве молам тогаш да им укажете. Зашто вие сте економист врвен, ама сигурно не бива економија и без економски слободи и права. Сигурно ви се поблиски дури и од мене. Мене ми се природните и политичките права. Ама немојте, прв пат доаѓам во оваа комисија, вознемирена сум, бидејќи по улици ми е срам да одам денеска. Зашто сите ова го врзуваат за оваа чудна куќа овде, без прозорци. Да ве подсетам, господине, еднаш тие од владата ги злоупотребија колешките и колегите да предложат 30% повисоки плати за вработените во Министерството за финансии, зашто тој професорот немаше храброст да дојде овде и да предложи нешто што е спротивно на законот, зашто 30% не може во едно министерство за екстра работа, може во сите министерства, ама можеше за вработените во ова собрание, можеше за вработените во судот, зашто? Зашто уживаат посебен статус. Сега, наместо научена лекција, повторно гледам пратеници и пратенички. Дали ви е вам логично, кога ние сме зборувале за овие 10 прашања, за овие 10 закони, дека се потребни во функција на така наречениот национален и стратешки интерес, антинационален и антистратешки интерес, овде кај јас гледам. Корупцијата никогаш не била стратешки интерес, освен на крадците и на криминалците. Тоа ли сакате од нас да направите? Да ги злоупотребите луѓето што се подпишале повторно затоа што партијата им рекла дека е тоа многу важно сега, за да може тие звездите тамо на Грант да се сликаат каде што не им е место. Значи, процедурата, ве уверувам, со правни аргументи, не треба да сте правник, е прекршена. Здрав разум ви треба само. Бидете Томас Пейн еднаш. Благодарам.